Цехот на кризата секогаш ќе плаќаат работниците. Така, на удар на економската и енергетската криза, која што веќе ја чувствуваме, се наоѓаат работниците од приватниот и јавниот сектор. Јас сум Джелан Велиева, денешен мој соговорник во гласна идеја Трпе Дејановски, председател на синдикатот на УПС. Здраво, Трпе, добро дојде во гласни идеи. Здраво, добро најдов, фала на покана. Прво би те прашала како ја коментираш економската и енергетската криза која што веќе ја чувствуваме, имајќи во предвид дека минималната синдикална косничка изнесува некаде над 41.000 денари за август месец, па две минимални плати не го достигнуваат тој износ. И дали на овој начин работникот се втурнува се повеќе во сиромаштија? Мислам дека енергетската криза и економската сега стана финансиска кај нас. Удри на најмногу на најранливите категории на вработените што имаат најниски примања. Синдикалната кошничка каже и 41.000 денари треба да се земе во предвид дека таа се прави на најниските цени што може да се најдат на пазарите, не во бутиците, не во продавниците, туку најниски цени за облека и за прехранбени производи што се наоѓаат на пазарите. И многу потреби не се, мислам, воопшто, значи превозот, бензин, култура многу малку застапена, хигиена, здравство малку застапено, она што може, што потребно за едно четиричлено семејство да преживее во нели во вакви услови во државата. 41.000 денари, кажете и сама, две минимални плати не го покриваат, а за жал имаме не само се уште голем број на вработени што се единствени вработени во нивните семејства, значи еден човек носи 18.000 до 20.000 денари, на нејзе преживуваат сопруг, сопруга, две деца, па некојаш и родители кои што немаат ни минимални пенсии. Да, некои се случаи повеќе деца, бидејќи имаме предвид обично посиромашните семејства се и многу детни семејства, така што добро, колку изнесува минималната, односно просечната плата во администрацијата? Нашите математики се дека 21.300 до 21.500. Значи, кога ќе се земе тој податок, кога ќе го земеме во предвид, е поразителен, без разлика дали тоа е и за нас како синдикат, дали е за држава, дали е за вработените. Минималната плата порасна сега оваа година во април, со исплата во платата во април месец од 15.200 на 18.000 денари, што беше добро покачување, лично можам тоа да го кажам. Се боревме, се изборевме, меѓутоа не ги следеше порастот на минималната плата, не го преследија другите плати, како што тоа е предвидено во законските одредби. За жал сега имаме толкување од страна на Министерството за труд и социјална политика дека тој член баш 8а од Закон за минимална плата вика дека не важел, дека тој е член што е напишан во 2012 година, дека е во преодни и завршни одредби и дека не треба да се применува. Мислам, јас сум правник, за мене е тоа многу чудно, бидејќи ако некој сакал да го укине членот, би го укинал во наредната измена на законот. Меѓутоа во секоја измена на Закон за минимална плата тој член се обстојува и многу лесно да се протолкува, ни го толкували професори и практичари дека треба да се применува. 21.300, бидејќи кога ќе земеме во предвид дека највисоката плата чиновничка во администрацијата е раководител на сектор кој има 34.000 денари, под него е помошни раководител на сектор 31, па раководител на одделение 29, што значи дека околу 97-8% од администрација моментално е под просечна плата. Сме многу републички просек, да, нели 31.800 последната, а многу сме поблиску до минимална, него што сме поблиску што сме до просечната плата. И повторно поразителен податок, бидејќи кога ќе видиме математички од 2012 до сега, од 2012 земеме репер како прв пат кога се водеви минималната плата до нас, на овие вработени платата им е покачена за фантастични 9,4%. Другите не. Другите делови во јавен сектор си растат константно секоја година. И ја земеме репер платата на помлад соработник, тоа е првото ниво со високо образование. Значи моментална плата 22.400 нето, 2012 20.000. Значи изголемена за 20.000 нешто. Значи изголемена за 2.000 денари за 10 години. Да. А сепак мислењето, мнението кое што кружи во јавноста дека во администрација вработените уживаат големи права, да кажам, и земат поголеми плати. Многу се мешаат поимета во јавноста што е администрација, што е јавен сектор. Никој не да прави таа поделба. Треба да се знае што е јавен сектор и дека администрацијата припаѓа во јавниот сектор. Ако ќе земе јавен сектор во трина, тука и одбрана, и полиција, и култура, и здравство, и образование, и јавни предпријатија, и акционерски друштва во сопственост на државата, и имаме огромни агенции, фондови, управи, директорати.
кои сите го сочинуваат јавниот сектор. Администрација е она државна управа, класична, министерства, фондови, агенции, локална самоуправа, правосудството, кои се судовите и обвинителството. Тоа е администрацијата, која ќе се каже администрација. Сега да, апсолутно, јавниот сектор не е праведен, тоа е доведено до и не е правичен со платите. Тоа си го таква состојба доведува сите влади од 90-та па наваму, бидејќи имавме парцијални решенија за исплата на плати во јавниот сектор. Значи имаме агенции со огромни суми на плати. Значи а се под ист закон како што се останатите. Например, еден советник во администрација има плата нето 26.000 денари, советник во одредена агенција на истото ниво по истиот закон има плата 90.000 денари. Имаме тела регулаторни кои имаат огромни плати, имаме други агенции што имаат пак уште поголеми плати, управни одбори што имаат поголеми примања од председател на држава на месечно ниво, и тука се прави таа дискрепанца. И плюс имаме јавни предпријатија кои што се загубарија, кои имаат многу поголеми плати од колегите нивни во администрација. Кај нас платите се делат по заслуга на образование најповеќе на ниво. Меѓутоа, тоа образование се вреднува само во администрацијата, треба да се вреднува на другите места, меѓутоа таа државата си прави пропусти, каде да попушти, каде да не. Сега не е фер за одредени вработени, за други може е. Имаме во одредени сектори, делови на јавниот сектор во 3 години се зголеми платата за 36,4%. Во одредени за 15, во одредени за 19, кај нас еве ги 10 години, 11, само 9. Добро, после зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари, вие превзедовте некои активности, нели, за линеарно покачување на платите. Така имавте дводневно прекинување на работата на 7 и 8 април, мисля, че не беше 2 часа траеше. И после тоа во јуни месец 22 мислам дека беше, имавте исто штрајк. Зошто престанавте со тие активности? Дали власта пристапи на преговори со вас? Нашите протести што организираше УПОС беа намерно направени да видиме какво расположението на членовите, на граѓаните, односно на вработените во управата. Да ги направивме 2 дена по 2 часа, бидејќи на секогаш кога УПОС штрајкува или кога протестира, се казнуваат вработените. Кај нас во Закон за административни службеници, судска служба, обвинителска служба, извршување на санкциите, посебни закони што ги третираат нашите членови, има одредби кои што викаат дека за време на штрајк се намалува платата. Баш за да ги заштитиме членовите во време на инфлација, во време на финансиска криза, решивме да направиме предупредувачки протест, 2 дена, 2 часа, да видиме како ќе реагира власта, дали ќе не викнат на преговори, дали ќе пристапат кон примена на социјален диалог, меѓу кои главното барање не беше покачување на платите. Мислам дека беа доста успешни, бидејќи имавме голем одзив тие 2 дена. Излегува пред наши математики околу 13 до 14.000 вработени, дури во институции каде што не сме ни синдикално организирани го прифатија тоа. Седнавме потоа со владата, почнавме да преговараме, додовме до момент на економско-социјален совет да се договориме, да го прифатат нашиот предлог од синдикатите, значи тоа зборам Сојуз на синдикати на македонеците гранки во него, измисливме да испаднеме солидарни спрема државата, да не го бараме на реално покачување по закон за минимална плата. Измисливме да ние побараме разликата од старата вредност и новата вредност на минимална плата, која изнесуваше 2806 денари. Да бидеме солидарни према буџет и да бидеме солидарни спрема вработените, да побараме линеарно, бидејќи ако земеме процентуално, тоа беше околу 18,4%, ако не се лажам, и не е исто 18,4% да земе референт кој има 18.000 денари плата и раководител на сектор кој има 35-40 или државен советник повеќе денари плата. Тука сакавме да има правичност во меѓу вработените и да им помогнеме повторно на ние со најниски примања. Имавме добри разговори, баш сега ги гледавме оние објави, изјави медиумски што ги даваше владата, вице-премиерот Битики и министерката Тренчевска, па дури премиерот, дека е договорено, дека ќе има 2800. Тогаш ние се боревме дали да биде исплатата да почне од јуни или јули. И на крај рековме, окей, владата предложи јули, рековме, окей, нека почне од јули, само да почне да ги добиеме тие средства. Премиерот дојде, даде рака, се договоривме за да на крај министерот за финансии Бесими преку колумна ни каже дека не може да ни ги даде парите, дека ќе прави методологија за начин на предсметка на трудот на вработените во јавниот сектор. Каква врска има трудот во случајот со линеарното покачување? Никој не знае.
Мислам тоа дека беше кажано, еве, вака ќе ви известам дека нема да добиете ништо. Потоа Сојузот на синдикати на Македонија, нели како репрезентативен во јавниот сектор, решивме да излеземе на 3-дневен штрајк, кој потоа се продолжи преку протести пред собрание, влада, министерство и така натаму. За жал, еве, до сега не успеавме. Мислам дека успешен беше во дел штрајкот, меѓутоа во дел во главното барање не толку. Успешен беше бидејќи после тој штрајк пристапивме кон потпишување на голем број колективни договори во јавните предпријатија и во локалните самоуправи, таму каде што имаат барем некаква контрола врз сопствениот буџет и сопствени примања, они сопствени приходи, извинете. И имавме голем успех, значи од тогаш до сега 20 колективни барем УПС има склучено во локалните самоуправи. И не само тоа, и нели синдикат сте основале во општина Штип. Тоа не е мало. Сега основавме синдикат во Штип, во не само во Штип Петровец, сега бевме во Силово, значи во многу општини каде што не бевме синдикално организирани, вработените барем препознаат дека само преку колективно договарање и синдикати и социјален диалог може да се постигне до подобрување на права. Не само финансиските, нели, плата, додатоци, надоместоци, туку сите права што ги даваат законите што може да се подобрат. Меѓутоа, еве и таму каде што имавме успеси, почна пак да се меша министерот за финансии. Имаше сега некои мерки, предлози да се намалат процентуално за 10% проценките за расходите за другата година, за буџетите, значи се намалат, треба да се ги намалат за 10%, баш во ние сектори каде што успеавме да зголемиме плати. И сега математиката ќе испадне дали тие 10% баш ќе влијаат на тие 2806 денари што успеавме да ги зголемиме во локалните самоуправи. Се надеваме дека нема, се надеваме дека градоначалниците ќе успеат, ќе бидат поумни некако и повешти од министерот, дека ќе најдат средства и мислам дека ако не најдат, вработените треба да знаат дека ќе може да се ги остварат нивните права од колективен договор преку судските постапки. Да. И секако ги коментираш спекулациите со ова работата од дома на јавната администрација и нели се споменува исто дека има кратење на плата од 10 до 30%. Дали власта, државата преку тоа сака да излезе од финансиската криза, да кажам, преку грбот на работниците, како и секогаш? Мислам дека да. Се надевам дека не, ама мислам дека да. Ние тие податоци што ги извадивме во јавност ги добивме од наши членови, кои нели се во дел од системот, во институциите на системот, и тоа пред да влеземе на економско-социјален совет. На економско-социјален совет не ќе се председавачот со министерката за труд не ќе се разговараат на ова прашање, бидејќи не биле спремни. Ни предложи да разговараме за месец и пол на другиот состанок, што не беше прифатливо за нас. Во јавноста ги проследивме и ги прочитавме туку онака како што се напишани мерките предложени од страна на влада. За да после бидеме демонтирани да кажа дека тие не биле задолжувачки, туку не биле, нели, дека секој треба да се применува, туку само како препораки спрема институциите, што е веќе искрено да ти кажам пресмешно од страна на владата така да се вади. Во дел од тие мерки, значи под точка 4, се препорачува да се имале ротација на вработените 30% да работат од дома. Океј. До тука да беше завршена реченицата ќе беше во ред, се додека не почне вториот дел, каде што вика висината на платата да биде утврдена согласно законски прописи. Значи чим веќе некој го стави лова, значи дека тој што ќе работи дома ќе добие помала плата за тоа што ќе работи дома. И тоа задкулисно скриено, Апсолутно задкулисно скриено. Се појавија некои информации од наши членови повторно дека веќе се спремаат одлуки, правилници за намалување од 10 до 30% и до 30% на луѓето, на вработените што имаат повисоки плати, 10 на тие што имаат пониски плати. Мислам дека како и ако тргнат кон оваа мерка, ќе ги кршат сите позитивни законски одредби. Значи, дали во администрација има работници кои што примаат плата до 18.000 денари? Значи, најниската плата во администрација е 18.100. Значи, ако се намали 10%, тоа е под минималната плата. Значи, тоа зборам за административен службеник, а помошно-техничките вработени, тоа се оние најранливите категории, тоа се хигиеничарки, кафекувари, хаусмајстори, тие се на 18.000 денари, тие се строго на минимална плата. Што значи, ако некој од нив отиде дома и му биде скратена платата, ќе има 10% помалку, значи 1800 денари помалку од 18.000 денари, што е спротивно на законот за минимална плата. Меѓутоа не треба да не чуди ништо од тоа, бидејќи
Министерство за финансии е познато дека го крши законот за минимална плата и испаќа плати помали од минимална плата се до април оваа година кога веќе стапи во сила новиот закон за минимална Па плата. кој треба нив да ги контролира? Државните институции, органи? Да ги контролира државниот инспекторат на труд, кој за жал е недоволно опремен кадрски, значи има голем број на колеги што заминаа во пензија. Моментално и со мерките и препораките не треба да се примаат нови вработени, окей. Мислам дека тоа како мерка е прифатлива, за да се задржат постојните плати, да се задржат работните места, да не се примаат нови вработени, меѓутоа во одредени ситуации сум доста изненаден бидејќи ДИТ, Државен инспекторат за труд, се става не како инспекторат, туку како политичка институција, но она што не треба да го прави веќе толкова одредби на колективни договори, се зема за право да кажува некои небулози кои не можам да ги сватам и да се става во корист на владата, а не на вработените. ДИТ не се популарни многу и по одбрана на работничките права, така што? Океј, не можам да кажам, јас искрено до сега не можам да се пожалам, освен во две инстанции, сега една имавме скоро, една кога беше регресот за 20-та година, секогаш кога сме побарале од нив излагале во внутрен надзор наоѓале сега според нивни законски можности дали нема повреда на работни места. Проблемот е најголемен на ДИТ што стварно се недоволно екипирани како инспекторат што треба да ги заштити вработените не само во јавен, туку и во приватен сектор. А да, за во приватниот сектор ми беше мене критиката повеќе дека многу и не постапуваат во приватниот сектор, барем тие се информациите кои доаѓаат од Треба да знаеш дека самите стопанственици и владата ги поддржува во тоа. ДИТ не може да излага надвор нивните ингеренции, дека ако одат на вонреден надзор или редовен надзор, ако најдат неправилности, треба прво да постапа со давање на опомена за да се поправат некои законски недоречености кои ги нашле таму, па еднаш, два пати, па третиот пат да може да применат кон казна. Такви се законите, за жал, не можат веднаш да реагираат и они самите да сакаат. Че законите се во служба на крупниот капитал, би рекла. Апсолутно, да, јас така би рекла. Добро, сега за правилникот најново тоа беше што се случи со правилникот, мислам дека беше за регистрација на колективни договори и измена на колективните договори. Што значи тоа? Дали преку правилник се државата сака да ги уназади работничките права кои што се загарантирани со устав и со закон? Мес така како толку, што значи тоа? Стварно не знам што би кажала. Вчера го објавив во службен вестник, не го пратија вечерта. Баш го читав и дома, го читав денеска на работа. Не можам да го сватам, најискрено ти кажам. Значи, социјалдемократска влада пак нека не ме зема за зло, ама стварно сум револтиран кога го зборам ова, да постапува на ваков начин стварно не е логично. Значи, сите права што сме ги обезбедиле 30 години наназад сега се ставаат ад акта, значи да не се употребуваат. Имаме едно министерство што ќе решава кој може да склучи колективен договор, кој не може. Законот за работни односи така не го пропишува тоа. Значи, колективен договор со закон за работни односи склучуваат репрезентативниот синдикат и работодавачот. Во колективните договори ние мораме да бараме финансиски повеќе за нашите членови. Тоа е работа на синдикатот. Ние по цели задачи не се да се грижиме за материјално-економската и социјална положба на членовите на синдикатот. Ако тоа не го правиме преку колективни договори, на кој начин ќе го правиме? Сега со овој правилник, каде што дорегулира еден член од закон за работни односи, кој беше многу едноставен. Тој член викаше дека секој колективен договор треба да се поднесе за регистрација во МТСП, труд и социјална политика. И не се даваше колективниот, освен ако не е грански или општ. Поединечен колективен договор со проста изјава дека таму и таму сме склучиле колективен договор, треба да истече тогаш и тогаш, тие се подписници толку. Сега се бараат ред документи, на крај тоа што нас најмногу не ни одговара, не ни одговара противзаконски, согласност од Министерство за финансии. Кој што согласност може да не ја даде, нели? Обично Министерството за финансии не дава согласност воопшто и да имате средства нема да ги даде. И тоа значи дека нема да е важечки колективниот договор во суштина. Не можам да протолкувам, еве вака сега. Јас сум правник, сум бил адвокат, сум застапал, сум практицирал право. Согласно закон за облигационни односи договорот нели обврзувачки двостранен или тросторанен акт. Ако го потпишеме јас и ти било каков договор, значи ние сме презвеле на себе обврски. Ти од една страна, јас од друга, што треба да ги исполниме. Без разлика дали тој треба некој да го регистрира. Во самиот правилник вика, доколку колективниот договор не ги содржи сите овие прилог документи за
код МТСП, нема да биде во регистарот на МТСП. Океј. Значи, пак е договор, пак е важечки, пак е склучен. Не може МТСП како трета страна да каже пупу овој договор сега не важи. Страните на колективниот договор можат само да го откажат колективниот договор, од кога ќе биде потпишан. Значи, или синдикатот, што до сега не се случило, нема да се случи, или работодавачот, што до сега пак не се случило. Ниту еден работодавач од приватен сектор што случил колективен договор до сега не откажал колективен договор. Од приватен сектор, камо ли влада да откажува колективни договори, тоа е нонсенс веќе. Добро, ќе видиме што ќе се случува. Баш така, ќе видиме што ќе се случува, меѓутоа ова е за нас синдикатите голем удар врз нас. Искрено на народски кажано се врзуваат раците, поготово на синдикатите од јавниот сектор. Јас ја разбирам моменталната финансиска ситуација, финансиска криза, да, и дека треба да се грижиме сите за буџетот, да. Меѓутоа треба малце и работодавачите и буџетот да се грижи за нас. Апсолутно, бидејќи што каде оди буџетот ако некај само за народот, за работниците. Ние пробуваме тоа да го објасниме на многу пластичен начин, дека ако ние немаме куповна моќ и ако не може да ги платиме режиските трошоци и основните прехранбени потреби што ни требаат на едно семејство во државата, како ќе може државата да функционира без нас? Јас само тоа не можам да го сфатам. Ако имаме ние куповна моќ и ако вработените без разлика каде да се, дали јавен, дали приватен, може да ги купат и да подмират трошоци, инфлацијата па ја не расте. Инфлацијата ќе расте ако имаме намалување на плати. Ако платите се намала за 10%, инфлацијата ќе рипне одма за 10%. 30. Претпоставувам дека има некој во влада или во Министерството за финансии што може ова да го каже пластичен начин на некој друг што одлучува. Меѓутоа, тоа не е средба на економски совет, економско-социјален совет, верувам и до сега никој не го кажал. Што се случува таму? Кои присуствуваат синдикатите, представници од власта? Трипартитно тело е, нели имаме власт, работодавачи, тоест Организација на работодавачи на Македонија и Организација на работодавачи и синдикатите. Репрезентативниот синдикат моментално ССМ. Обично се нагласуваме, се прегласуваме, зависи кој како што му треба. Успеавме сега 18.000, пред тоа многу беше тешко. Без сега сум член на економско-социјален совет до пред година, од март идам на февруари, идам на тие состаноци, пред година нисам бил, не можам да коментирам, не би било убаво. Меѓутоа знам што се случувало од прилика. Од прилика влада и работодавачи може да се здружат да нагласаат синдикати или влада и синдикати да нагласаат работодавачи. Се зависи кој како и каква е политиката на владата во тој дел. И потребите во моментот. И потребите во моментот, баш така. Мене ми изненадува дека ова ни е прва седница на економско-социјален совет после 5 месеци. На волкава криза и економска и здравствена нели беше и сега воена и финансиска на крај, економско-социјален совет треба да се става еднаш неделно и да разговара на прашања за помош, мерки, плати, без разлика дали е јавен, дали е приватен сектор, што може да помогнеме и како синдикати, и како влада, и како работодавачи да ја пребродиме кризата. Ова беше прва среда после 5 месеци, ни една точка на дневен ред не беше за кризата, освен даночната реформа, која излага заменик министер за финансии господја вработена во Министерството за финансии, окей, не ни одговори конкретно на прашање, пошто не е готова реформата, нас не интересира, мене лично ме интересираше кај ќе бидат стапките на новите даноци, дали ќе пораснат стапките, дали нема да пораснат, дали данокот на персонален доход ќе помине, дали данокот на лична добивка ќе порасне, дали ДДВ-то ќе порасне, пошто имаше такви најави дека треба да порасне ДДВ-то на основните производи за живот. Владата рака на срце сега го брани тоа дека не треба да расте, тоа не знаеме што ќе се случи понатаму. А такви одлуки мора прво да поминат на економско-социјален совет. Одлуки за плати, одлуки за мерки, препораките мора прво да поминат преку економско-социјален совет, а не влада без учество на синдикати, без учество на работодавачи, да ги носи сама и да предлага вакви поразителни за нив, пред се за нив, потоа за нас мерки со кои се кратат плати или со кои што значи стрикно викаат дека да не се склучуваат поединечни колективни договори кои предизвикуваат фискални импликации, па какви колективни договори склучуваме. А тие што се склучени да не се продолжуваат по нивниот истек. А колку трае еден колективен договор? 2 години. Подоцна зеро 2 години може да се продолжи. Една одредба не штити во Закон за работни односи согласно за колективните договори, која вели дека одредбите на колективниот договор важат се до потпишување на нов. Што значи дека ако колективен договор истече, одредбите се применуваат и мора да се применуваат.
Колективниот договор за приватен сектор од 2009 година нов немаме. Јавен сектор општите зборам. Општите исто 2009 година нов немаме. Нашиот грански истече лани. Немаме нов. Ние гранскиот го добивме после 25 години. 25 години една држава без грански колективен договор, тоа е. Нема случај. Имаме контакти, веруваме, и со регион, и со Европа, и со Азија, и со Африка. Разговарав со колега од Конго пред година дена. Јас се осеќав, искрено ти кажам, дека сме земја не од трет, од пет свет. Во Конго имаат колективни договори. Во Конго имаат колективни договори, во Камерун имаат колективни договори. Огромни синдикати кои се борат, огромни странски конгломерати што работат, што копаат нафти, диаманти и сите се заштитени, ние не сме. Да. Добро, кај нас и тоа сакав да те прашам, колкава е довербата на луѓето во синдикатите? Мало. Реално А зошто мала. е тоа така? Тоа е многу добро прашање, мислам, не знам како би ти одговорил искрено, мислам дека 30 години наназад можеби некој негде некогаш утнал нешто и сите сме биле во тој правец, сме терале, ја можам да зборам само за УПОС, дека од секогаш сме биле, ајде да не се фалам, авангарда, меѓутоа секогаш сме се труделе да работиме, да протестираме, да штрајкуваме, да се збориме за права. За мојот синдикат можам да кажам. Меѓутоа мислам дека доаѓаме претходниот систем на уредување во време на Југославија бил дека синдикатот е за полуоткисирање новогодишни пакетчиња. И тоа мислење на синдикатот уште предвладува. И кога ќе видите дури членството тоа го бара. Дај ми нешто да купам, дај ми пакетче за нова година, дај ми успимар, дај ми прочетка. Се додека не го смениме менталитетот не само на синдикатот, на раководството, туку и на членството, дека без излагање на улица и без борба нема да добиеме ништо, многу тешко ќе не биде. Да, ама за да се добие нешто, извини, треба нели и синдикатите заедно да постапуваат без разлика на која област действуваат. Еве за 1 мај пример имавте ССМ протест кој што беше, мислам дека доста голем за дадените околности, но само ССМ мислам дека учествуваше. Другите синдикати, има и други две нели конфедерации на синдикати, не земаја учество. И тоа може би придонесува кај луѓето, еве лично јас пример се прашувам зошто сите синдикати во ова економска криза заедно не протестират. Се обвинуваат меѓу себе синдикатите, зошто не може да најдат заеднички јазик наспроти власта и сопствениците. Тие се наши непријатели, не ние меѓу нас. Стара римска максима е раздели по влада и тоа било која влада си ја применува многу добро кога се работи, станува збор за вработени за синдикати. Синдикалниот плурализам се донесе конкуренција и добре да си има конкуренција, меѓутоа во многу делови таа конкуренција е многу нелојална. И сега ние се бориме за секој член, бидејќи синдикатите се финансираат од членството. Ние како УПОС немаме добиено ниту денар помош од било кој друг, поготово од влада, за некоја работа што ние правиме. И секоја вмешање и влегување на друг синдикат во онаму каде што сме ние организирани, сите веруваме и го сваќаат лично. Има многу институции во системот во државата кои што не се синдикално организирани, тоа сепак другите синдикати влегуваат таму каде што веќе има синдикат. И гледа да ги земат членовите на тој синдикат, а не да направат нивни нови членови. Тука најчесто почнуваат несогласувањето едни со други. Ово права си, јас го потенцирам тоа поготово сега со вакви напади од страна на владата дека ни треба обединување и единство. Еве го сега беше ЈСП, мислам дека трите синдикати беа заедно. И трите синдикати во ЈСП успеа да направат нешто и тоа, пазете, се бореа за редовна исплата на плати. Не се збориме за покачување, збориме за редовна исплата на плати. Се обединија синдикатите, имавме успех. Тоа треба да го направиме сега, значи поготово за овие правилници, за овие мерки и за зголемување на платите. Ако сме обединети, ќе успееме. Ако сме разединети, ако некој ќути друг се буни, секогаш се лепат етикети, еве овие се вакви, тие се такви и нема да успееме никогаш. Тоа го кажувам кај нас во членството пред се, во УПОС, дека мора да почнеме да се бориме, дека мора да сме храбри, мора да сме обединети и мора да се цениме веќе сами себе си. Верувај ми дека вработените во управата и правосудството, за нив можам да зборам, не се ценат толку што требаат. И не си ја сваќаат сериозно нивната улога во општеството, сериозно многу лош збор и свини, меѓутоа мислам дека до такво нешто се доведени од досегашното постапување на било која влада
Па ги премани. користат како алатка за добивање на гласови, Апсолутно. реално, и затоа и луѓето веќе почнуваат да не си веруваат на себе си и самите се гледаат како нешто употребливо. Апсолутно се Така согласувам, а меѓутоа менталитетот мора да го смени. Апсолутно, Мора да, да го тоа со смени. еманципација. Затоа синдикатите, пример, најверојатно според мене и тоа што имам гледано во други земји, не треба само нели да ги вадат работниците на протести, туку и да ги спремат за тие сами да организираат протести понатака. Преку еманципација, едукација, Тоа би било нивно вреднување, бидејќи работникот е тој што ја создава новата вредност, без разлика дали во приватен или јавен сектор. 90-те години сме имале како УПАС добри контакти со грчкиот синдикат ДЕДИ, баш на јавен сектор што го гледаме на улица цело време. И од повозрастни колеги ми кажуваат, вика првото прашање што го поставивме, како ги терате луѓето да излезат на улица. И вика не гледаа колегите зачудени како Сами мислиш ги тераме. излекуваат. Како мислиш ги, па не ги тераме, па како излага? Па викаме синдикатот кажува штрајк, луѓето знаат дека да излезат на штрајк. Ама културата на живење, еманципацијата, начинот на размислување, иако сме соседна држава, е многу подруг изгледа Да, таму и него различни како што системи и системот претходно што го спомнавме и ние, Да. нели поголема демократија има и воена хунта него кај на социјализмот каде што било едно предпоставувам него памтам лагоден начин на живот или полагоден него што е сега. Да, па добро, полагодните, јас еве пример ги земам Турција и Грција, таму исто и борбата на работничката класа е многу поостра, бидејќи живееле во такви поостри режими. А кај нас, нели, се смета дека се постигнале некои права и се тоа така ќе се тече Така. до крајот на животот, Баш среќни така. ќе бидеме тука. Баш така. Добро, за на крај би те прашала, имајќи во предвид дека го имавте најголемиот, најдолгиот штрајк во историјата на државата, што ќе биде во следниот период ако помине овој правилник, ако се изгласа, и ако поминат мерките со кратење на платата на администрацијата? Дали ќе се штрајкува, дали ќе се оди на генерален штрајк? Мене ме изненадуваат, искрено ти кажам, позитивно моментално членовите на УПОС дека се повеќе се јавуваат и се спремни да излезат на улица. А од една страна јас како сега нов сум председател гледам колку што можам повеќе да ги заштитам, бидејќи ќе се вратиме на почеток, секој штрајк значи кратење на плата. Кратење на плата во време на инфлација јас на никого не би посакал, ниту помислил и затоа сакам претходно да ги искористиме сите институционални начини на борба, за да можеме да ги поништиме овие тој правилник што го зборевме и овие мерки да не станат реалност, меѓутоа ако не можеме тоа да го направиме преку борба преку институциите на системот, ќе мора некако да искажеме задоволство. Дали е протест, дали е штрајк, дали е прекин на работа неколку часа, ќе видиме, ќе се договориме, тоа пак и ти што го каже, ја ќе го повторам. Барањето за штрајк треба да произлезе од базата од членството. Ако членството сака штрајк, ние не можеме да кажеме не. Ние сме тука само да организираме. Или ние не би било убаво како раководство да ги тераме луѓето, ако не сакаат штрајк да им викаме ајде сега на штрајк мораме да штрајкуваме. Затоа ќе искористиме се што можеме да искористиме. Нели институционално, правно, уставен суд, сите други мерки да запознаеме јавноста, еве вас за тоа сме тука, да слушнат граѓаните што се случува, бидејќи сепак тоа е за нив. И граѓаните што не се заинтересирани моментално треба да се интересираат, бидејќи сите сме во ист кош, во иста каша, што би се рекло. Апсолутно. Добро, Трпе, јас ти благодарам за гостувањето. Благодарам и на тебе за поканата, било кое време и за што треба, јас стојам на располагање. Ти благодарам и мислам дека ќе се гледаме на улица, на протести, отколку, бидејќи не мислам дека ќе поминат овие мерки, да кажам, со апети, нема да успееме да ги срушиме, така што... Ќе се гледаме. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.